Почитувани гледачи, 17 часот и 15 минути, термин за уште едно ново издание од емисијата од своја страна на телевизија Сонце. Во ова издание се наоѓаме во просториите на Друштвото на писатели на Македонија и ќе разговарам со неговиот новоименуван председател, господинот Христо Петрески, кој топло не причека токму во просториите на ова друштво. Господине Петрески, ви благодарам што ја прифативте најпрво мојата покана, што се одзвавте да го направиме ова интервју и ви честитам на самиот почеток за функцијата председател на Друштвото на писатели. Па и јас, како што е редот, најпрвим да ви заблагодарам, бидејќи првото интервју е токму за вашата телевизија и навистина ми е чест што еве повторно се наоѓаме во Друштвото на писателите на Македонија, една институција која што поради пандемијата беше малку подзатворена и еве сега се трудиме таа интелектуална прашина да ја истуркаме низ вратите и прозорците со повеќе активности, со повеќе посети на писатели, средби со нив, разговори, трибини, промоции и други активности. Така, на изборното собрание кое што се одржан од наодамна, со 8 гласа плюс победивте со вашиот против кандидата. Кажете ми што значи функцијата председател на Друштво на писатели како предизвик еден за вас плюс? Па добро, веднаш да кажем и околу тие 8 гласа. Победник е тој што ќе има еден глас повеќе. Значи, сосема е седно дали ќе имате 8 или 18. Битно е дека доаѓате на една функција која што е многу сериозна, затоа што е волонтерска. Значи, вие не примате никаков паричен надоместок, а имате само обврски, грижи и проблеми. Но јас, бидејќи подолго време сум член на Друштвото на писателите на Македонија и веднаш да кажам дека сум бил и неколку пати и во раководствата на Друштвото на писателите на Македонија, да ги спомнам. Кога беше Светлана Христова Јоцич, председател на Друштвото, јас бев секретар за меѓународна соработка. Исто така бев член на председателството, кога председатели на Друштвото на писателите на Македонија беа писателите Јован Павловски и Велес Милевски. А во мандатот на Сонја Стојменска ЛЗСР бев председател на Собранието на Друштвото на писателите на Македонија. И некако природно, со моите 65 години, ме убедија колегите да ја прифатам, односно се кандидирам за функцијата председател, бидејќи велат со ова треба да ја заокружиш твојата активност од Друштвото на писателите. И јас бев свесен што ме очекува, но навистина сакам во овој мој 4-годишен мандат, веднаш да кажам, што сега ме прашува дали ќе продолжиш уште 4, велам чекајте сега тој. Но велам доволни си 4 години, не се грижете, ќе отстапам простори за другите што треба да дојдат, нели, по нас постарите, по возрастните. Но навистина бев свесен што значи оваа функција. Оваа функција, прво имате едно огромно тело. Значи, ние без писателите од странство, што се наши членови, а тие се поприлично, значи, имаме 235 само во Републиката членови на Друштвото на писателите на Македонија. И тука имаме уште 50 членови во странство, значи, некоја бројка од приближно 280 и нешто членови. Но не станува збор само за квантитет, станува збор и за квалитет, бидејќи тука има истакнати писатели, академици, универзитетски професори, писатели со избрани и собрани дела, со многу државни и меѓународни награди. И да се биде прв човек на Друштвото на писателите на Македонија, треба да немате ни грам суета. Значи, едноставно да кажете дека сте еден од еднаквите, затоа што ние сме сите овде рамноправни. И во таа смисла веднаш да кажам, само што председателот има повеќе, како што реков на почетокот, повеќе грижи и обврски од сите други, но јас сакав во Друштвото на писателите на Македонија повторно да се вратат некои убави нешта, некои убави спомени, убави традиции, затоа што Друштвото на писателите на Македонија е света институција со многу цврсти темели. И ако сакате ова да го подкрепам, веднаш ќе кажам дека прв председател на Друштвото на писателите на Македонија бил Блаже Конески, но
еве и во овој простор од Друштвото на писателите, гледаме дека има голем број великани, како што се Славко Јаневски, Гане Тодоровски, Петрема Андреевски, Димитар Солев, Светлана Христова Јоциќа спомнав, и многу други автори, кои што навистина ги поставиле темелите на ова друштво, и верувајте ми, нема писател во Македонија, кој што не сонува, не копне и не посакува да биде член на ова друштво. И тоа е можне битно. Навистина е престижно да се биде член на друштвото, бидејќи тука се доделуваат и значајни награди и признанија, се одржуваат манифестации од меѓународен и од републички ранг, има издавачка дејност и она што е најбитно. Ако не сте член на Друштвото на писателите на Македонија, како и да не сте писател. Што е потребно да исполнува еден писател за да биде член на друштвото? Па веднаш да ви кажам, условите не се толку комплицирани и толку тешки, толку страшни, значи треба да се има минимум објавено 2 книги. Но тоа не значи дека сите што објавиле 2 книги дека можат да бидат избрани. Порано одлучуваше комисија од 3 члена, но во нашиот претходен мандат одлучуваше целото председателство. Значи одлучуваа буквално 11 членови од Друштвото на писателите. Сега, според најновата практика и најновите критериуми, се прави бодирање. Тоа што значи? Значи, дела објавени, награди и признанија, објави во весници и списанија и воопшто титули, ако има, и тоа е плюс. Значи, 2 препораки, плюс, значи, како еден вид рецензии, и председателството од пристигнатите кандидатури за членови прави избор. И буквално, сите што има 6 гласа, бидејќи бевме 11, сите што има 6 гласа беа примени. Значи, буквално и сега имаме 11 членови, ако имате 6 гласови, ќе бидете примени. Сепак потешко е да обезбедите 6 гласа, отколку од 3 треба само 2 гласа да обезбедите. И имаше реагирање порано, или од тричаната комисија доволно да ургирате и да имате двајца што ќе ве поддржат. Сега 6 е малку потешко, навистина. И мислам дека се потежок е приемот на членови во Друштвото на писатели, бидејќи ситото станува постишно. Има многу кандидати. Има ли заинтересираност да се биде дел? Премногу. Дури ако ви кажам дека во некои од претходните години имало и по 120 молби, или претходниот пат некаде над 60 молби, тоа се големи бројки. Но вака како што сега стојат работите, некои се обесхрабруваат, велат немам толку награди, немам титули, немам некоја меѓународна афирмација и слично се откажуваат, не конкурираат. Но треба да ги охрабриме. Тоа не значи ние треба да примаме и нови членови и млади членови. Сега млад човек не може да има 10 книги. Тој сигурно ќе го задоволи минимумот. Меѓутоа, ако има 2 добри книги, па уште за нив ако добили награда од рангот на браќа Миладиновци, значи државно признание, тој ќе биде примен. Значи, вие секогаш не одлучува само бројката на книгите. Сега, ако имате повеќе книги, тоа не значи дека автоматски сега ви имате 10 книги и ќе бидете примени. Не, значи треба едноставно овие повеќе критериуми да ги задоволите. Значи да имате и книги, награди, признанија, еден општ впечаток за вас дека сте зрели и подковани за да бидете членови. Иако и ние сме биле млади, и тогаш не било толку строго, морам да кажам, кога не примале, и затоа мора и ние малку сега да не бидеме толку престроги, па малку на кај младите и да прогледаме низ прсти, што се вели. Мандатот го наследувате од госпоѓа Сонја Стоменска Елзасер, која што раководеше од 2018 до 2022 година. Во каква состојба го затекнувате друштвото? Јас имам еден принцип. Јас никогаш не зборувам за... Тој ми е животен принцип. Никогаш не зборувам за тие што биле пред мене. Затоа што не сакам и некој што ќе дојде по мене да плука и да фрла дрвја и камења по мене, затоа што секој кога ќе дојде, буквално треба да почне од своите раце, со своите можности, со своите знаења, бидејќи зависли од кој ја го гледате. Претходниот мандат
Ја бев председател на собранието. Так. И јас сега не можам да го критикувам работењето на претходничката Сонја Стоименски Еузесер, бидејќи на вистина тоа беше период на пандемија. И тоа, некој вели, ама тоа е само изговор и оправдување. Не, тоа објективно беше така. Вие не можевте Така беше да затворено имате се. бројни активности. Сега, имало и слабости, но не значи дека и во моето работење нема да има слабости и пропусти, и затоа секој треба да си го одработи својот мандат колку што знае и како што знае најдобро, а не да го критикува претходникот, бидејќи мене многу ми пречи кај политичарите често кога велат, вика, ги прашуваат, зошто вие направивте тоа и тоа негативно или зошто крадевте едноставно средства. А па вика и претходните крадеа. Тоа не е изговор. Значи, јас ќе се трудам од 28. мај ова година, во наредните 4 години, колку што знам и колку што можам, не самиот, туку со Тимот. членовите на председателството Така. и тимот, на вистина прво, да се грижам, како друштво зборам, не само лично, за секој член на друштвото, затоа што ние членовите ги бараме само кога треба да гласат. После некако ги забораваме. Не. Јас ќе водам сметка во наредните 4 години сите членови да ги вклучам во одредени активности, бидејќи е многу честно тоа се направи, а многу нечестно гласавте, а сега не ми требате. Не. Бидејќи за сите има место во активностите, како што и за секој човек има место под сонцето. Така. И уште нешто да кажам, што е многу битно. Не сакам да има никакви поделби во друштвото. На млади и стари, на добри и лоши писатели. А да не говорам други некои поделби според етничка, според религиозна припадност. Не, во друштвото нема да има такви поделби. Ние сме сите писатели, исто, титули. Титулите се за во МАНУ, за на универзитетот, овде има само писатели. Сите што имаме титули, тие титули не се за во научно-истражувачката работа. А овде сме писатели и сите сме еднакви и рамноправни. Значи, тоа ќе се трудам, затоа што се има едно чувство дека некако писателите како да ги избркавме од друштвото, како да повеќе се води грижа за луѓето што имаат титули, за луѓето што се универзитетски професори. Не. Овде се писателите главни, доминантни и сите како членови се рамноправни. Така, што најпрво превземавте како председател од активностите? Па, може би е смешно, ама јас на вистина, прво што презедов, книгите кои што биле поплавени и кои што мириса на влага и мувла, заедно со еден мој пријател, дојдов во друштвото и едно сабајле, кога никој друг немаше тука, ги префрлив од таа просторија, зашто таа треба да се искречи, значи да се варос. Тоа беше првата активност. Но, презедовме повеќе активности, кои што во овој миг се активности кои што треба да го исполнат календарот на промоции, на манифестации во месецот јуни. И на вистина, секој ден буквално имаме некоја активност и јас само да кажам дека и во изминатите денови имавме конституирање на председателството. Значи тоа го направивме. Имавме 3 промоции на наши членови на Друштвото на писателите на Македонија. Сега престои нова промоција на еден наш писател од Шведска, Ивица Челиковиќ, токму овде во Друштвото на писателите. На 13. јуни ќе се одржи на наша иницијатива, на Друштвото на писателите на Македонија, Балканска писателска конференција со еден прекрасен предлог. Тоа е предлог на Друштвото на писателите на Македонија и на Друштвото на писателите од Црна Гора за формирање на Европски писателски парламент, каде што ќе партиципираат по 3 членови од окружувањето, значи државите од окружувањето. На 14 и 15 ќе бидеме во Велес на Рациновите средби. Така е. Понатаму на 21 овој месец ќе одбележиме 75 годишнината на Друштвото на писателите на Македонија со манифестацијата Поетски Вавилон. Значи ќе читаат еден поголем број на
автори. Очекуваме да се прочитаат 75 пократки песни во чест на јубилејот. Имаме овие денови едно читање во едно основно училиште, бидејќи писателите за деца и млади исто така треба да бидат вклучени во овие наши редовни активности. Понатаму не очекува една многу сериозна манифестација, тоа е празникот на липите. Таа ќе се одржи кон крајот на месецот. Заиста да распишавте и конкурс? Распишавме конкурс за песна, краток расказ и есеј на тема Липа и Скопје. Кој може да учествува на конкурсот? Членовите на Друштвото на писателите на Македонија може да учествуваат и од сите тие пристигнати творби доделуваме една награда, значи награда на манифестацијата Празникот на липите. Понатаму се доделува на тој ден, значи на 28 мај во 10 часот, овде во Друштвото на писателите на Македонија, ни доаѓа еден многу познат писател Аднан Озер од Турција. Тој ќе го добие признанието книжевен жезл, кое што исто така ќе го добие и македонската поетеса Гордана Михаилова Бошњаковска. Значи тоа се признанијата. Потоа имаме една мала средба со гостинот во Турска чаршија, бидејќи доаѓа од Турција. Таа активност ја организираме заедно со Турскиот културен центар Юнус Емре. На 1 и 2 јули веќе сме во Битола, каде што има книжевен фестивал. Значи, од ова што го кажав, буквално, а не ги кажав сите активности. Агенда. Да, имаме агенда. Во овој миг сега се подготвува и нашата ревија Стожер, редакцијата е конституирана. Ова година ќе излезат 4 броеви од ревијата Стожер. Писателите знаат, ги подготвуваат своите нови дела за конкурсите за годишни награди. Тој конкурс ќе биде распишан на есен. Ние доделуваме неколку награди, значи доделуваме наградата Ацо Шопов за поезија, Стале Попов за проза, Димитар Митрев за критика, Ванчо Николевски за литература за деца и млади и доделуваме една награда, се вика Книжевен мост, за дела создадени на јазиците од на другите народи што живеат во Македонија. Значи на српски, на албански, на турски, на бошњачки и така. Формирано во 1947-та од Блаже Конески па се до Гане Тодоровски, Ацо Шопов и сите оние звучни, видни имиња и личности, што се промени од годините наназад па се до сега во Друштвото на писатели? Промените во Друштвото на писателите на Македонија биле постојани. Некогаш оделе во нагора, некогаш во надолна линија, но секогаш имало промени. Првата промена била во таа така наречена творечка и креативна обнова. Значи, постојано се примале млади и нови членови. И самите тие млади и нови членови внесувале нова атмосфера, нов дух во друштвото. Тоа била првата промена. Второ, во овој период се покренувале активности. Например, јас се сеќавам на времето кога заедно со Светлана Христова Јоцич и Јордан Даниловски, ние тројца ја покренавме токму оваа манифестација Празникот на липите, ама не само тоа. Ние со Светлана Христова Јоцич го покренавме исписанието, односно ревијата Стожер. И за среќа, тие два проекта се уште функционираат, значи и Празникот на липите и Стожер се во добра кондиција. Но, тоа не е се. Во овие години се покренуваат и други награди, например, наградата Блаже Конески, која што е награда од биенално, на 2 години се доделува, од понов датум. И до сега било така и од сега ќе биде така. Ќе има нови иницијативи, ќе се покренуваат нови работи, но колку ви е долга чергата, значи колку имате средства, толку ќе ги покривате и активностите. Јас не сум од тие што постојано кукаат или лекаат и викаат немаме пари и поради тоа не правиме активности. Затоа што некои активности може да се направат и волонтерски без пари, буквално, но за меѓународни, посериозни манифестации, навистина ви требаат средства. И треба да ги обезбедите. И сега, како ќе ги обезбедите? Не само со молење и со пишување писма, со проекти. Значи, едноставно, треба да имате добар проект, добра идеја, што некој ќе ви ја прифати, дали од државата или од странство. Јас тука ја гледам иднината на
Друштвото на писателите на Македонија во таа материјална смисла, значи ние ќе учествуваме со што поголем број на проекти. Има ли поле за соработка на друштвото со државата? Има. Друштвото на писателите на Македонија во еден период било и галениче на државата. И ова друштво е всушност државно друштво, јас морам тоа да го кажам, бидејќи е едно и единствено. Имаше една иницијатива за независни писатели, една група од 10 писатели се одвоија, меѓутоа тие независни писатели како асоциација повторно се вратија во нашето друштво, згасна, значи тој нивни обид, неуспешно, не се ситам напротив, само кажувам факти. Ова друштво е, како што реков, премногу големо и опстане и остане и ќе остане, не само поради бројот на членови, туку поради традицијата. Сепак 75 години не е мал период, без малку еден век. Значи, 3/4 од векот се овде поминати од нашите великани, нашите доаени, нашите претходници. Сега, дали е соработката добра? Секогаш може да биде и подобра, но сепак не можеме да кажеме дека Министерството за култура, односно владата на Македонија, не се грижела за друштвото. Добиваме подршка и од градот Скопје, понатаму и од општините во Скопје и во Републиката, бидејќи ние организираме литературен карван со подршка на другите општини, бидејќи голем број членови на друштвото се од Републиката. Знаете како? Нас да ни дадат и многу повеќе средства, ние ќе бидеме незадоволни. Но реално овие средства што сега ги имаме, добиено се многу мали. Не сакам пред јавноста да звучи тоа лошо и грдо, но навистина, еве како за илустрација, само 100.000 денари за активности во текот на една цела година на друштвото. Па вие со 100.000 денари што можете да организирате? Од градот имаме 50.000 денари за празникот на липите, а имате гости иностранство. Треба да го сместите, да му обезбедите ноќевање, да му обезбедите ручек, вечера. Значи, трошоци едноставно. Тоа се многу мали средства. Наградите што ги добиваме, ги даваме на писателите. Значи, тоа не останува ни денар од нив за друштвото. Значи, жири комисиите и добитниците на наградите. Тоа се мали средства. И затоа ние во друштвото сега ќе мораме да ги интензивираме апликациите, да пополнуваме барања, проекти, барем овој износ да биде, ако не повеќе, да биде двоен. И така верувам, веќе во следната година да биде и троен и така натаму, за да направиме една подобра база за тие што подоцна ќе дојдат и ќе го изодуваат овој наш трнлив, макотрпен, а од друга страна па и радосен пат, бидејќи гледате дека нешто правите. Така. Ве исполнува? Па ве исполнува и вас лично, ма ги исполнува и другите ваши колеги писатели, авторите добиваат награди, признанија, читаат, разговараат, промовираат, за нив се пишуваат рецензии. Тоа е најбитното. Знаете што е најбитното? Најбитното е дека правите нешто за македонскиот писател и за македонската книга. Затоа што ние сме преплавени, живееме во едно глобално време, глобален свет, кога сите писатели од странство и сите книги од странство се побрзо и полесно прифатени. За нив постои поголем, би рекол, светски маркетинг. И тие се купуваат и се читаат. А македонскиот писател треба да ги подарува своите книги. Сето тоа е многу скромно. Токму тоа сакам јас да го направам, да го постигнам, барем малку да ја... Кај нас сте живеели од професијата писател? Не. Ние, за жал, немаме професионални писатели. Сите писатели работат нешто друго. Или се новинари, или се издавачи, или се инженери, или се универзитетски професори, но професионални писатели немаме. И ова, на некој начин, писателството доаѓа како хоби. Сега има и некој символичен надоместок, значи мали хонорари што ќе ги добиете за вашата книга која ќе објавите, ако е поддржана од Министерството за култура, или ако добиете награда, една од овие награди за кои што говорев, но главно, писателите денеска работат волонтерски. И
Надоместокот на писател, за жал, е почитањето да добие ручек или вечера. Ние сме како аргати на нива и јас често кога ќе ме прашаат, дури и дома, моите членови од семејството, зошто одиш во Гевгелија, например? Јас велам за да читаме. А ви дават ли хонорар? Велам не. А што ви дават? Па ни даваат ручек или вечера, ќе кажам. Па ти викат, па имаш ти дома ручек и вечера, зошто одиш? Значи, јас се шегувам, меѓутоа е навистина така. Но, ние одиме тамо да се дружиме, одиме да настапиме, ни значи тоа. Едноставно не исполнува, бидејќи ние, знаете, писателот, ние сите на свој начин сме уметници. И помалку сме фантазери. Знаете, живееме за таа наша мисла, таа размисла, тој стих, за аплаузот. Многу ни значи кога некој после почитањето ќе ни каже добра ти беше песната, тој стих го запомнив, беше добар, или твојата книга ја прочитав и слично. Значи, живееме за тие радости кои што спаѓаат во сферата на духовноста, во духовната култура. А ако сме материјалисти, верувајте ми, ако сме само материјалисти, ние ова никош не би го работеле. Бидејќи писателите се најмалку материјалисти. Тие живеат за творештвото, живеат за читателите, тоа е нашата публика. Се радуваме како мали деца, малечки деца, кога ќе ни се објави книгата, кога ќе има промоција, кога ќе прочитаме позитивен текст за тоа што сме го напишале, кога ќе добиеме награда, па на крајот од кришата и кога ќе не препознат на улици, ќе ни кажат добра ти беше таа изјава, или добра ти беше таа песна, или добра ти беше тој расказ, а најсреќни сме кога некој ќе ни каже ги имам сите ваши или твои книги и која е твојата книга што сакам да ја купам и да ја прочитам. Има ретки читатели, има и ние живееме и пишуваме токму поради нив. Бидејќи тие ни се најголемиот стимуланс и навистина некогаш еден убав збор многу повеќе значи отколку 100 други навреди што ќе ги доживеете, ама тој еден збор, посебно кај од непознат човек, што првпат го гледате во животот и кој што ќе ви каже таа твоја песна што ја објави таму и таму, ја имам изрежано од весникот и залепено или дури и врамено, ќе речете па тоа моите дома не го направиле, а вие сте го направили, вие тоа сте го доживеале. Така, однеодамна покренавте иницијатива за спасување на куќата на Стале Попов во Мариовско. Што значи тоа? Ќе ја спасите ли? Да ви кажам, има многу објекти што се пропаднати. И мене многу ми е криво. Например, покрај Дојранското езеро има едно прекрасно детско одморалиште што така сега пропаѓа. Има и многу писателски куќи што пропаѓаат. И навистина е жално да се види куќата на Стале Попов како руина, како рушевина. И јас ќе направам се. Јас одма да кажам дека веќе испративме писма и до општина Прилеп, и до градежни организации од Прилеп и Битола и Скопје, до Министерството за култура. Ќе бараме средства, бидејќи тоа е на крајот од кришата и многу мала куќа. И штета е таа да пропадне. Има еден друг проблем, не е куќата само проблем. Проблемот е што таму тоа село е иселено. И целото село е пропаднато, па и таа куќа. И мене колегите ми викаат, абе Христо, ќе направиш куќата, ама кој ќе оди таму? Ја велам не, како што од во Небрегово, ќе Блаже Конески ќе одат и таму, ученици и други. И ќе направиме се на вистина таа куќа да знаете од што пропаѓаат сите куќи? Од кровот, од покривот. Ако покривот е заштитен, куќата не паѓа, зидовите. Ова го кажувам и за сите граѓани на Македонија што имаат во селата или во некои помали градчиња оставени куќи. Нека ги покријат. Така ќе ги заштитат. Ако немаат покрив, ако покривот почне да тече, куќата, прашање на денот за неколку години ќе пропадне. Така и оваа куќа од Стале Попов. Ставиле плоча, ама кровот не го заштитили, куќата пропаднала. Но мала е, пак ќе кажам, не е голема, и ќе направиме се оваа куќа да ја вратиме барем во некоја нормална состојба. Да има зидови, да има покрив. А подоцна не мора се да се направи веднаш. Во наредните години нека се прави
и интериер, и екстериер, и внатре. Но, ако малодушно реагираме, ако речеме, готово е, пропадна таа куќа, ќе пропаднат и другите куќи. Так. Ние мора еднаш да прекинеме со овој негативен тренд. Пропаѓаат и многу училишта, пропаѓаат и многу задружни домови, вложени се пари, тие објекти. И мене некои луѓе викаат, ама тоа е завршена работа. Не може да биде завршена работа. Знаете зошто? Затоа што покривите нека се стават. Нека се стави покрив, па после другото. На тој начин да ги заштитиме да не пропаднат сосема. Јас уште кога дадов таа изјава, знаев дека одма некој ќе рече после само ако не ја направиш и ќе ти кажеме вете ја не исполни. Не. Тешко ќе биде, ама ќе ја направиме. Зошто? Затоа што ја верувам. Искрено кажано верувам и во граѓаните на нашата држава. Верувам дека некој граѓанин ќе рече колку квадрати е таа куќа, бе. Те слушав на телевизија или те гледав, јас ќе иззидам. Друг пат ќе рече јас ќе измалтерам и така. Има такви примери. Па толку ако нема, па ќе покренеме акции, ќе собираме средства од преку училиштата со ученици. Ова сериозно говорам. Една акција ќе правиме цела година. Зошто? Затоа што Стале Попов тоа го заслужува. Верувајте ми, Така, дефинитивно. сме учеле сите ние од неговите дела. И сега жално е една мала кучичка во неговото родно место да ја оставиме да пропадне на тој начин како да ни е сеедно. А што нешто ни е сеедно? Тоа многу лошо зборува за нас. Како народ, како луѓе. Држава нема иднина ако не се грижи за своето минато, за традициите, за континуитетот, зашто секоја држава, па и нашата, мора да не ги заборава своите претходници. И верувајте ми, јас во Друштвото на писателите на Македонија се нафатив и понатаму да бидам активен, затоа што го ценам трудот што го вложиле претходниците и за мене ова институција е света и јас едноставно знам дека сите овие луѓе овде што влегувале, што држеле состаноци, што држеле промоции и слично, направиле многу преку Друштвото на писателите за својата држава, за својот јазик, за својот народ, за својата книжевност. Тоа е многу, многу битно и мислам дека Македонија ќе го положи испитот и со куќата на Стале Попов. Така. Писател, сликар, издавач, како... Па на неколку полиња сум активен. Да, прашањето ми е кој е вашиот баланс, од каде наоѓате енергија за се ова што го правите денес? Па да ви кажам, кога ќе се заморите од едното, Се одмарате со другото? Се одмарате, се префрлате во другото. Јас не сакав секој ден само да пишувам. И затоа реков, можам и да сликам. И тоа е издоен вентил. Тоа е една креативна работна терапија. Так. Сликате неколку часа, не забележувате дека ве болат нозете. Дури дома кој се вратите, ама затоа па викате, еве, ова дело го направи. Задоволството при сликањето во ликовната уметност, верувајте ми, е дури и поголемо отколку при пишувањето. А од друга страна издаваштвото. Издаваштвото е материализација на духовното. Голема е радоста кога на некој автор ќе му објавите книга и го гледате тој дека се радува, ја зема книгата, че има еден конкретен производ за кој што вие сте придонеле, вие сте го создале на одреден начин, сте го искреирале во смисла на графички изглед, дизајн, печатење и слично. Но јас издаваштвото полека го препуштив на син ми, Васил, и сега тука само посредувам од време на време. Так. Во пишувањето и во сликарството активен сум се уште и тоа ќе го правам додека можам. Следно прашање? Следно прашање? Ќе ве прашам уште при самиот крај што ќе биде следно на агендата на Друштвото на писатели. На што ќе не поканите еве како медиум? Па јас како медиум буквално сакам сите овие активности што ги имаме да ги следите, но би ве поканил, сепак, бидејќи и вие имате многу други активности, на овие две манифестации, а тоа е поетскиот Вавилон,
на 21 јуни и на 21 јуни во 12 часот. Добро. И на 28 јуни во 10 часот на празникот на Липите. Тоа се меѓународни врвни манифестации и двете се. И нормално да не следите и понатаму во нашите активности, посебно од месец септември, бидејќи јули и август се активности повеќе кои што се преселуваат писателските активности во Струга, на Струшките вечери. И една мала пауза. Писателите ги полнат батериите во летниот период, ама кои ќе се вратат во јуни. Од септември со засилено. Односно во септември веќе со засилено многу нова енергија и со многу нови и ракописи, и книги, и промоции и слично. Многу ви благодарам уште еднаш што ја прифативте мојата покана. Ви благодарам многу за ова интервју. Ќе ве следиме, ќе бидеме во текстовите ваши настани. Се надевам да се гледаме само за убави работи. И јас ви благодарам што телевизија Сонце не угреа денес, но би сакал македонското сонце да не грее во сите години, децении и векови кои што доаѓаат понатаму. И веднаш да кажам дека ја гледам вашата телевизија, ја следам и се радувам за секој медиум и исто како што се радувам за секоја нова книга на писателите, за секоја изложба на сликарите, за секоја изведба и музичко дело на музичарите или филм на филмаджиите или театарска представа на театарджиите. Бидејќи ние сме сите една единствена целост, уметностите се една интегрална целина и буквално не постојат некои големи препреки и бариери меѓу нив. Линиите и нијансите се многу тенки и за мене сите уметности треба да се интегрираат, да соработуваат и за мене е богат човек кој што истовремено се занимава со повеќе уметност или консумира повеќе уметности. Никош да не речите не. Јас не одам во театар или јас не слушам сериозна музика или не слушам джез или не. Отворете ги очите и ушите, бидејќи животот е краток, животот е еден. Тоа што ќе ви се овозможи како промоција, како книга, како изложба, па и како телевизиска емисија. Треба да се восприема, треба да се конзумира, бидејќи, уште еднаш ќе кажам, духовноста на сите нас се повеќе ќе ни недостасува, бидејќи живееме во еден многу забрзан живот, каде што многу нешта се случуваат динамично, инстант, брзо, и затоа може само духовното да ни ја облагороди душата, а не материјалната. Така, многу ви благодарам уште еднаш. Благодарам јас. Господин Христо Петрески, председател на Друштво на писатели на Македонија во најновото издание од своја страна. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание. Ви најавувам овде наша наредна средба за 7 дена. Се гледаме.